Иако дојде до одлагање на терминот за одржување на локалните избори, ниту пак според актуелната политичка ситуација не е познато дали тие ќе се организираат до почетокот на есента, партијата Дом сериозно се подготвува да учествува на нив. Токму тоа беше повод председателката Лиљана Поповска да дојде во Кочани, за да поразговара со раководството и членовите на партискиот огранок за активностите што ќе следуваат во наредниот период. Локални избори мора да се одржат и ние правиме консултации со локалните ограноци околу тоа како ќе се прават листите наши, бидејќи имаме конгресна одлука да настапиме со наши советнички листи, а исто така и ги лоцираме актуелните проблеми во Кочани, за да можеме да бидеме подготвени за предизборната програма. Поповска рече дека кандидат за градоначалник за Кочани не планираат да предложат, па логично би било да се оди во коалиција со некоја од другите партии, односно да се даде подршка на нивниот кандидат. На средбата со членовите на партијата се разговараше и за можностите за искористување на алтернативните извори на енергија, што би било вклучено и во предизборната програма на партијата. Геотермалните води можат да се искористат за загревање на целиот град, со истото тоа би се намалило уште повеќе загадувањето, би немало загревање на тврд огревен материјал, течен огревен материјал, така да нашата околина уште повеќе би била еколошка и почиста. На средбата во партиските простори стана збори за актуелната политичка состојба во државата и за можностите за излез од сегашната криза. По јавното презентирање на програмата на новата влада, во која е целосно во склад со уставот и со унитарниот карактер на државата, апсолутно нема потреба за загриженост повеќе кај граѓаните, бидејќи е јасно дека новата реформска влада ќе биде концентрирана на неопходните реформи и дека тоа е целосно во склад со уставот на Република Македонија. При посетата во Кочани, председателката на партијата Дом рече дека веќе се размислува за составување на предлог советнички листи, при што, исто како и во 2013 година, на граѓаните ќе им се понудат кандидати кои ќе ги застапуваат нивните интереси, посебно во делот на заштитата на животната средина. Со тоа, додаде Поповска, ќе се оправда довербата од околу 25.000 гласови, колку што Дом освои на претходните локални избори.